Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Помина 1 мај, помина великденските празници, помина и изборите. Денеска ќе зборуваме во оваа епизода, значи, за работниците и за нивните права. Значи, мало за доцнување од 1 мај, но што да правиме кога изборите диктира едно друго темпо. Го повикавме во подкастов првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, господинот Слободан Трендафилов. Добро дојдовте. Благодарам на поканата. Добро, синдикатите некако се присутни во јавноста најчесто кога се протестира и за 1 мај секако, но и кога се протестира и се бараат работнички права, а најчесто зголемување на платите и не на некои други бенефиции. Она што беше испорачано на 1 мај како барање е солидна сума за нова минимална плата. Вашето барање е тоа да биде 450 евра минималец. Колку е ова реално барање во вакви услови каде што економијата, например, лани порасна само 0,91%? На почеток ќе кажем дека неопходна потреба е зголемувањето на платите на работниците во Македонија. Не дека нас на синдикалците или на работниците така им текна па излегоа на 1 мај и побараа зголемување на минималната плата, а следствено на тоа и на сите останати плати. Потребата е од една причина, а тоа е се поголемото иселување на македонскиот работник од македонската држава. Доколку креирате политика во Македонија и сакате да ги здржите работниците, прво што треба да направите е да ги зголемите платите, а потоа да им овозможите достоинствени услови за живот и за достоинствена работа. 450 евра не е ни премногу, не е ни премалку, меѓутоа верувајте дека на 60.200 денари синдикална минимална кошничка, која е според последната пресметка за месец април, во која само 22.200 ви се потребни за лепи за вода, ние кажуваме синдикалците, односно за храна и за пијалоци, за најнеопходните зборуваме да одите по маркетите, да ги бркате најниските цени, да ги бркате најнеквалитетните производи за да го прехраните вашето семејно домаќинство. И особено поради тоа што денеска македонските работници имаат избор, со отворен Балкан, се отворија вратите нашите работници да работат во Србија, во Албанија, во Црна Гора и во земјите за кои зборуваме, минималната плата во Црна Гора изнесува 450 евра, нашите граѓани минатото лето заминаа таму во огромен број. Зборуваме за основна плата под која не може да бидете платени, не зборуваме за додатоците на плата кои им следуваат на работниците секаде и во Македонија, меѓутоа и во регионот. Во Србија е веќе 430 евра минималната плата и дури во Албанија е повисоко од минималната плата во Македонија. Ако сакаме ние да направиме некаков чекор и луѓето да ги задржиме дома, а да не ги бркаме од дома, да не им купуваме карта во еден правец, првиот чекор е тоа. Но бизнис заедницата вели, но и економистите, дека не е баш пресуден моментот со минималната плата, бидејќи недостатокот на работна сила диктира зголемување на платите во приватниот сектор, бидејќи работодавачите се трудат да ги задржат вработените и затоа во суштина е зголемена просечната плата, затоа што работодавачите гледаат дека им требаат работници и ја дават. Многу се противат на административно зголемување на минималната пензија, се извинувам, плата, едноставно имаат отпор кон тоа државата да одредува колку да биде минималецот, иако сите викаат дека е потребен, но сепак ова би било голем пораст од овој момент некаде за 5, 6, 7 илјади денари од што се зима во овој момент минималец. Ние, па дури и економијата ги демонтираше и експертите, економисти и бизнисот, особено поради тоа што растот на минималната плата од 15.200 на 18, од 18 на 20 и сега од 20 на 22.500, покажа дека нити бизнисите пропаднаа, меѓутоа покажа дека зголемувањето на платите задржа дел од работниците дома. Бизнисот секогаш ќе сака да пазарот да регулира платата, меѓутоа да ги потсетам, од 2011 година, од кога ја пресметуваме синдикалната минимална кошничка, која беше основа за донесување на законот за минимална плата. Во тогашни услови срамни 8.050 денари или 6.000 денари во трудоинтензивните дејности во делот на текстил, кожи и чевли, платите кои пазарот ги диктираше беа 4-5, можеби и 6.000 денари и просечната плата беше некаде околу 15.000 денари. Значи, ако ние дозволуваме пазарот да ги диктира цените, газдите сакаат робови,
во Македонија не сакаат работници. Ние синдикатите заради тоа се обидувавме на разни начини да ги демантираме нивните изјави, особено изјавите од типот ако се зголемат платите ќе се зголеми инфлацијата, ако се зголемат платите ќе пропаднат бизнисите, ако се зголемат платите ќе има штета во економијата и така натака. И меѓутоа овие години некако овие експерти, овие бизнисмени, овие газди самите себе некако се демантираат. Денеска точно е, оному каде што сме синдикално организирани, платата на тие вработени е далеку над просечната плата. Меѓутоа, ние имаме работници кои во Македонија се уште работат за 22.500 денари основна плата, имаме работници кои примаат само 22.000 денари 500 плата, без да им се пресметува минатиот труд, без да им се плаќаат другите додатоци за прековремена работа, за работа ноќе, за работа на празники, така натака. Во Македонија се уште не е созреано времето да бизнисот сам и утврдува цената на трудот. Доколку се прашуваат тие, ние се уште ќе работевме за корка леп. Да, добро, не зборувам за самите да утврдуваат, но сепак имаме голем пораст на минималната плата, а не ја следи продуктивноста. Македонија има сериозен проблем со продуктивноста на работниците. Едноставно имаме трудово интензивни дејности кои што не произведуваат додадена вредност, голема додадена вредност од една страна, од друга страна македонскиот работник што работи му треба многу повеќе време да изработи еден производ од што му треба на просечен работник во Европската унија. Некаде во однос на Европската унија сме 2 и нешто пати понепродуктивни, а во однос на Германија кои што се исклучително високопродуктивни работници сме 1:3 односот. Тоа значи во единица време македонскиот работник во иста единица време произведува еден производ, а германецот во иста единица време произведува 3 производи. Малце се бараат услови, се бара минимална плата, но продуктивноста гледаме дека не се зголемува, за жал. Минималната плата не можете да очекувате да дигне продуктивност. Продуктивноста креваат другите плати. Зборуваме за минимална плата која примаат прилично мал број на неквалификувани работници кои работат едноставни, несложени, повторливи работи. Зборуваме за плата под која работодавачите, газдите или пак функционерите не можат да исплатат плата во државата. Да не заборавиме, токму таквите политики во минатото, во последните 10-15 години, го примора македонскиот квалификуван работник да замине од Македонија. Продуктивноста на трудот не е по вина намалена на работниците, туку е по вина на газдите. Паметите сигурно кога овие работодавачи и овие функционери им велеа на квалификуваните работници кои имаа многу поголема продуктивност за далеку помала плата, доколку ти одговара да работиш за 8.000 или за 10.000 или за 12.000 денари работи, доколку не, јас во бирото за вработување или сега агенција за вработување имам со лопата да ринам работници, имам избор и ќе најдам твоја замена. Денеска ние работниците сме во далеку поповолна ситуација од тие, меѓутоа квалификуваните работници за жал ја напуштија Македонија многу порано по екзистенција за живот. Македонскиот работник е во делот на продуктивност и во Германија и во Западна Европа исто така продуктивен, меѓутоа за 1.500 евра плата, а во Македонија ви очекувате тој истиот работник да биде продуктивен колку во Европската унија за 350 евра плата. И на крајот на криштата, веќе цените и во Македонија и во Германија се исти. Лебот во Македонија чини исто пари, млекото во Македонија и во Германија чини исто пари и така натака. Можат да си дозволат барем малку достоинствен живот, дури и да ги повлечат цели семејства да заминат. Така, но например, доаѓаме до уште едно ваше барање сега, а тоа е дека барате воведување на храна и превоз, односно враќање во социјализмот го имавме сето тоа, го имавме некаде до 2008 година, мислам 2007-2008, каде што се исплаќаше посебно и хранарина и возарина што ја викаме, односно патни трошоци за патување на вработењето и после тоа со изедначувањето, односно со воведувањето на бруто плата се влезе во платата што се исплаќа. И со тоа се исправи еден голем проблем што имаше претходно. Хранарината и патните трошоци не влегува во основицата на платата, во нето платата, туку се сметаа одделно и у суштина ја намалуваа основицата за пензиско, например. Во иднина со бруто платата тоа се избриша. Вие повторно испративте барање за воведување на храна и превоз. Зошто се враќате еден чекор наназад кога сепак во бруто платата тоа е содржано? Концептот бруто плата во 2009 година покрај добрите моменти кои ги имаше и задолжителното плаќање на придонесот за задолжително социјално осигурување кој пред 2008 година работодавачите имаа дури избор да не ги платат на државата, туку само да платат плата на работниците, да им платат трошоци за превоз и трошоци за храна за да го избегнат данокот.
предизвика да повеќе од 80% од вработените во Македонија, освен во јавниот сектор, во одредени сектори, морам да кажам само во јавниот сектор, кои успеа да задржат платата со пресмета на храна и превоз во трошоците за пресметка на истата, го загубија ова право. Ние синдикатите изминативе 3 до 4 години навистина морам да кажам дека успеавме да зголемиме платата за повеќе од 50 и 60% на вработените во Македонија. Меѓутоа, висината на платата не е доволна за вие да можете да дојдете на работа, за да можете да се храните на работа. Кога имамо предвид дека трошоците за храна и пијалоци се растат сразмерно на минималната плата или 20.000 денари и 200 да прехраните едно 4-члено семејно домаќинство, вие кога доаѓате на работа не можете повеќе да работите за лепи, односно за гевреки, за јогурт и 8 часа во некои трудоинтензивни дејности, не зборуваме за канцелариска работа, да ги извршувате работните задачи. Ние како синдикати изминативе години успеавме, особено во приватниот сектор, каде што сме синдикално организирани, да го обезбедиме ова право. Работодавачите им обезбедуваат храна, им обезбедуваат и превоз на работниците. Меѓутоа, ја свативме потребата дека ова право треба да го уживаат сите работници во Македонија, не само да се удираме во гради како функционери и да кажуваме колку многу сме ја зголемиле просечната плата или колку многу сме ја зголемиле минималната плата. Ако имате во предвид дека 4500 денари е даночното ослободување за обезбедување на храна на работниците, доколку го имате како такво во предпријатието, вие ако замислите дека 22.500 ви е минималната плата, основната плата, зборувам конкретно и ако ви е потребен автобуски билет конкретно за градот Скопје, да не зборуваме за Веле Скопје, од каде што јас патувам 200 денари во еден правец, 400 денари во двата правца, вие ќе видите дека 6500 денари вас ви недостасуваат во платата, а работодавачите ве убедуваат дека дури и премногу плата ви даваат. А вие од вашиот джеп двоите од устата на вашите деца за да можете да дојдете на работа, за да можете да се прехраните додека сте на работа, да ги извршите работните задачи, да му произведете на работодавачот капитал со кој потоа тој ужива, а вие да трпите. Храната и превозот се неопходни од две причини. Еден од начините е тоа што работодавачите бараа во изминатиот период начин како да ги зголемат платите, зборувам во приватниот сектор, и бараа одредени субвенции од страна на државата за зголемување на платите до 6000 денари. Многу лесно можат да го инкорпорираат во нивните пресметки со зголемување на делот на храна и на превоз во делот на платата и на таков начин да ги зголемат веднаш платите на вработените во приватниот сектор. Работодавачите во јавниот сектор или владата, ние успеавме преку општиот колективен договор и кога преговаравме да утврдиме правила и принципи како ќе настапуваме во наредниот период. Едно од тоа беше и со Законот за административни службеници, веќе од 1 јануари 2025 година требаше да биде признаено половина од трошокот за превоз до вашето работно место од местото на живеалиште каде што вие живеете. Ако се сеќавате, пред неколку месеци се измени Законот за вработените во армијата, каде што исто добија трошоци за храна и обезбедена храна, со други зборови и превоз вработените во Министерството за внатрешни работи и така натака. Ние се трудиме тоа да го направиме преку колективните договори за да ја елиминираме можноста за влијание на креаторите на политиките или на газдите за они да одлучуваат колку ќе биде тоа зголемување по тие два основи. Меѓутоа голем број на работници го уживаат ова право и треба да го уживаат сите. И сега доаѓаме до прашањето, храната и превозот ќе влезе во основицата и ќе се пресметува во идните пензии или ќе си остане башка ставка кај што нема да се пресметува? Ние сме отворени за социјален диалог по однос на овие две прашања и тоа мора да го направиме во најбрз можен рок, заради тоа и барањата се искажени спрема владата во првите 100 дена, меѓутоа и работодавачите од приватниот сектор не смеат да бидат имуни на овие синдикални и работнички укажувања. Во прв момент можеме да разговараме дека храната и превозот, особено во приватниот сектор, преку поддршката која сакаше владата да им ја овозможи на работодавачите преку субвенционирање на придонесте или ослободување од плаќање на придонесте, храната и превозот можеби би требало да се пресметува надвор од основната нето плата на работниците и да добиваат како засебна ставка со некој транзицијски период, а потоа да биде инкорпорирана во бруто системот на плата за работниците да добиваат и придонеси на тоа. Морам уште една забелешка во поглед на пресметките на плата да искажам и да искористам приликата која ни ја давате. Вие денеска во Македонија имате еден од најсложените системи за делот за исплата на плати. Зошто го зборувам ова? Државата во моментот се грижи да ги
да ги прибере придонесите по основ на плата од страна на работниците, додека пак газдите може да ви исплатат вас денар, 5, 100 денари, 1000 денари и слично, со изговор дека управата за јавни приходи не може да води никаква сметка за тоа колку се задршките од страна на работодавачот или какви задршки има работникот на платата. Ние согласно закон мораме да знаеме дека 1/3 може да бидат задршките од нето платата, односно бруто платата на работникот, или пак за оние кои примаат плата во висина на минималната плата до 1/5. Од таа гледна точка сметам дека неправедно е во Македонија, а поврзано е со делот за храна и за превоз и начинот дали на тие ќе се плаќаат придонеси во првиот момент или потоа ќе влезат во бруто системот на плата, дека неправедно е вие да ги добивате придонесите како држава и да го зимате арачот од граѓаните, односно од работниците, а за возврат на тоа да имате 20.000 работници според податоците на управата за јавни приходи кои примиле плата во висина до минималната плата, зборуваме за подминималната плата, помеѓу 1 денар и 22.500 денари. Ако државата води сметка за својот буџет и за својот интерес, треба да почне да води сметка и за интересот на работниците. Или, доколку работникот земе 5 денари плата на неговата сметка, тогаш државата има право на 40% данок или 2,5 денари. Тие работи се едни од работите кои ги тиштат работниците во поглед на исплатата на платите и делот за храна и превоз кој би го обезбедиле ние за работниците би им помогнали на вистина многу. Но сега доаѓаме до едно од клучните прашања. Што ќе ги спречи работодавачите во бруто платата да не, например, еве нека биде 30.000 денари сега ја зимаат, нето плата толку останува, тоа е солидна плата, не е висока, но еве посолидна плата е, но што ги спречува да фактурираат 6.500 денари од тие 30.000 денари како превоз и хранарина, а остатокот да си биде како основа нето плата. Во суштина, работникот ќе ги добива тие 30.000 денари како и до сега, нема да забележи ништо, а он ќе биде, работодавачот ќе се биде чист пред државата, бидејќи ќе фактурира 3 стапки нето плата, значи хранарина и превоз, и тоа е тоа. Едноставно само ќе се ги подели во рамките на платата. Истото што ги спречуваше и до сега работодавачите, особено во приватниот сектор, законот. Имаме ние несовесни работодавачи кои не го почитуваат законот, меѓутоа законот предвидува како се исплаќа платата и за што е составена основната плата на работниците. Работодавачот за да го направи тоа, треба да натера 700.000 работници во државата или работодавачите да го направат тоа, треба да натераат 700.000 работници во Македонија, колку што е вкупниот број на работници, да подпишат нови договори за вработување у кои работниците свесно ќе се откажат од 100 евра или 6.500 денари од нивните плати, да им се намали основната плата, да не заборавиме дека оние работници кои примаат плата 22.500 нема каде да им се намалува поназад од тоа и да ги подпишат тие анекси, работниците сами треба да си подпишат пресуда дека се откажуваат од 100 евра. Нема такви работници, а и нема такви газди кои ќе сакаат да го направат. Тоа особено ако знаеме дека дури и газдите кои не дозволуваат синдикално организирање во нивните предпријатија го обезбедуваат тоа право за работниците. Да сака и денеска истото ќе го злоупотребуваат. Вака, работничките права ги поддржувам, сум ги поддржувал од секогаш. Дете сум на синдикален борец, значи мојот татко, Бог да го прости, значи беше еден од синдикалните лидери на Железара и беше организатор на еден од најголемите штрајкови во Македонија, од околу 10.000 11.000 што излегоа да протестираат на крајот од 80-тите години, така што многу добро сум запознаен со работничките права, со борбата на работниците, значи и преку моја сопствена кожа, бидејќи ми доаѓале и милиција дома да го апси татко ми, така што знам за што зборувате, но сега јас, бидејќи ова е економски подкаст, специјализиран, убаво звучи 450 евра минималец, убаво звучи храна и превоз и убаво е да се дадат, но ова ќе предизвика малце и удар врз буџетот. Зошто зборуваме врз буџетот? Не е само во приватниот сектор овде засегнат, бидејќи се ова би важело и за јавниот сектор. Во јавниот сектор имаме некаде околу 130.000, 135.000 вработени, она што е во услуги што ни даваат како нас граѓаните, и во јавните предпријатија уште 50.000, 40.000, околу 175.000 генерално во јавниот сектор. Ова ќе значи сериозни буџетски импликации, бидејќи ќе треба да се усогласат со минималната плата, останатите плати, сложеност на работа, да се применува тука колективниот договор, едноставно ќе има машала пари, иако и до сега се одвојуваат сериозни пари за платите во јавниот сектор, ова ќе значи сериозен удар врз буџетот. Сметате ли дека сепак малце
овие барања се преголеми бидејќи ќе се однесуваат и на јавниот сектор, а не само на приватниот, а јавниот сектор дефинитивно одзема добар дел од буџетските пари за плати. Напротив, сега е моментот кога треба да ги побараме овие работи, кога треба да ги добиеме и мораме да ги добиеме. Да не забораваме дека од наредната година целиот јавен сектор, ако зборуваме конкретно за јавниот сектор, го добива принципот на плата бруто плата по коефициент на сложеност со платата од месец март. Од месец март наредна година ние имаме систем за плати во јавниот сектор и начин предвидлив на кој ќе растат платите на целиот јавен сектор и на сите вработени во јавниот сектор. Од друга страна, да не забораваме дека половина од тие 130.000 работници во јавниот сектор веќе го уживаат правото и на трошоци за превоз и на трошоци за храна. Така да не е тоа некој голем залак од колачот кој го Имате ли математика направена колку би чинало? И на крајот на криштата последниве месеци, особено по одлуката на Уставниот суд во месец април минатата година, за зголемување на функционерските плати за 78%, ние работниците видовме дека во буџетот веројатно има пари предвидено за се, само не се правилно распоредени, односно ги распоредуваат функциите согласно нивните потреби, доколку има реални потреби за други трошоци од буџетот кои опфаќаат плати или додатоци на плати на вработените или трошоци за плата како храната и превозот, дека веројатноста е голема да ги најдат средствата од оние средства кои во минатото се злоупотребувале преку тендерите. Значи државата мора да биде добар стопан, добар домаќин на сопствениот буџет и доколку идните функционери, оние кои ќе формираат новата влада, се однесуваат совесно и одговорно спрема буџетот и спрема нивните вработени кои бараат да им ги извршуваат нивните работни задачи за овие да можат потоа да се возат со некакви службени возила, да патуваат, да креираат некаква политика и слично, треба соодветно да ги платат. Пресметките ќе ги направи Министерството за финансии. Министерството за финансии ги направи пресметките и за 10% од општиот колективен договор за јавниот сектор, ги направи Министерството за финансии пресметките за 50% за согласно закон за административни службеници за трошоците за превоз кои им следува на работниците и на таков начин ќе се усогласиме согласно нашите потреби и нивните можности. Ние како синдикати секогаш сме отворени за дискусија, меѓутоа анблок отфрлањето на нашите предлози предизвикува дополнителни протести и дополнителни штрајкови. Значи најавувате дека ако не ви излезат на ова барање 450 евра минималец и храна и превоз, повторно ќе протестирате. Кои им се роковите на идната влада, бидејќи идната влада ќе треба ова да го спроведе, да прифати ваквите барања на синдикатот? Значи, кога претендирате да водите државата, вие веројатно сте ја воделе државата во одреден период во изминатите 30 години и веројатно знаете со што се соочувате во Македонија. За жал, од функционерите ние работниците повеќе немаме навистина време за чекање. Нашите барања се тоа да се случува во првите 100 денови од една гледна точка. Функционерите во првите 100 денови секогаш бараат разбирање и од граѓаните, и од бизнисот, и од нивните гласачи да седнат во удобните фотели, да ги направеле пресметките, да виделе во каква кондиција бил буџетот, да видат какви разместувања и преместувања треба да прават со ребаланс и слично. Меѓутоа, кога ќе поминат тие 100 денови, како да им станува прилично комфортно и удобно во министерските или во функционерските фотели, па многу брзо забораваат на работниците. Од таа гледна точка ние на овој 1 мај сите работници, сите синдикати морам да кажам, борците за работнички права и активистите ги побаравме овие наши барања во првите 100 денови на новата влада. Владата треба од првиот ден кога ќе седнат функционерите и кога ќе биде избрана да ја водат државата, треба да знаат во која насока да се движат, а работниците, оние кои ги гласаат веќе, е потребно да бидат задоволни. Ако немате вие задоволни работници, немате позголемена продуктивност, немате ефикасен јавен сектор и администрација и слично. Ако не ви ги исполнат за 100 дена, 101-иот ден ќе имате штрајк? Ние ја повикавме новата влада на меѓународниот ден на трудот на 1 мај дека преку социјален диалог со заемно почитување како партнери можеме да изнајдеме решение и за нашите барања, меѓутоа и за нивните очекувања. Доколку не, ние покажавме дека сме спремни од почетокот на годината до 1 мај ние направивме повеќе од 15 протести. Некој ќе каже дека тоа беше во предизборен период и дека синдикатите ги искористиле можноста да ги направат тие протести, но ние не ги поставувавме директорите да не исплаќаат плата.
Ние не ги поставувавме функционерите да работат на штета на работниците во нивен личен интерес и од таа гледна точка уште од сега на 1 мај ние најавивме дека доколку овие барања не бидат разгледани, не бидат соодветно адресирани и не бидат исполнети од страна на функционерите кои ќе седнат во владата и во парламентот, ние сме подготвени повторно да излеземе на улица, повторно да штрajкуваме. Ние како ССМ покажавме дека можеме дури и генерален штрajк на јавниот сектор да направиме за прв пат во историјата од 30 години. Барањето беше подпишување на општ колективен регрес за годишни одмори, дополнително зголемување на плати и тоа го добивме. Ние како ССМ сме подготвени да направиме генерален штрajк во целиот во целосната држава и во приватниот и во јавниот сектор доколку не се исполнат барањата. На работниците им е преку глава само да слушаат ветување од функционерите, а не да ги исполнуваат. Рековте ССМ сте подготвени, но вие имате околу 70.000 членови. Тоа е релативно малку, тоа е 10% од сите вработени, рековме. Дали за вакви барања имате поддршка и од другите синдикати? Има и други синдикати, кај тоа што синдикално организирани на ниво на Македонија, мислам дека се околу 130-140.000 вработени. Дали за ваквите барања имате поддршка и од другите синдикати? Ние на 1 мај испаднавме рамо до рамо сите синдикати и сите синдикати со еден глас го баравме она што го зборувам јас денеска. Доколку го прашате колегата од КСОМ Маријан Ристевски ќе ви го каже истото. Веројатно доколку го прашате и колегата Благо Арабовски од КСС би ви го кажал истото. Нема синдикалец кој ќе каже дека не смеат да се зголемуваат платите, нема синдикалец кој ќе каже дека работниците се задоволни од тоа што не добиваат храна и превоз. Да не заборавиме, претседателот на СОНК беше еден од луѓето кои бараше храна и превоз за вработените во образованието. Затоа ви велам, тоа што го зборува Сојузот на синдикатите на Македонија го зборуваат сите синдикалци во моментот во државата и сите синдикалци го очекуваат тоа од идната влада. Да, но сега ќе влеземе малце и во политиката, бидејќи ви кажав дека го следам синдикатов оддавна. Значи во последно време многу помалце, едно време синдикатот имаше улога, односно заземаше и политичка страна. Зависно кој ќе биде на власт, беше покритичен или непокритичен, односно или поддршка даваше или беа критикуваше, зависи од моменталното раководство на Сојузот на синдикатите. Вие ќе обстоите ли ако остане оваа власт или ако дојде нова, но овие заложби, или може да очекуваме како и во минатото да си се смени политиката на синдикатите во зависност на тоа кој е на власт? Да не очекувате да се смени политиката на синдикатите без зависно од тоа кој е на власт. Политика во синдикатите има толку колку што има плата. Јас тоа го имам кажано неколку пати. Колку помала платата, толку поголема желбата да протестирате против политиката и колку поголема платата, толку помалку се интересирате за политика и помала веројатно ќе ви биде желбата да протестирате против политиката. Не зборувам политиката како политички партии, туку зборувам како политиката која ќе води државата во наредните години, односно во наредниот мандатен период. Без оглед на тоа кој ќе седне на премиерската фотелја, без оглед на тоа кој ќе биде министер, кој ќе биде влада или кој ќе биде мнозинство во парламентот соодветно на изборите кои ги направија граѓаните и изборот на работниците на крајот на криштата, ние нема да отстапиме од овие барања без оглед на тоа што се случува. Конкретно еве ќе ви кажам, изминатите месеци, од месец февруари од кога беа распишани изборите, па натакај некои се обидуваат да го инволвираат синдикатот во политички игри, дека синдикатот сега одработува за некоја политичка опција. Повторно ќе нагласам, 3 месеци да не добиете плата, рамо до рамо застана работници од една, од друга, од трета и од четврта политичка опција. Истите тие бараа одговорност од директорите кои можеби се и од нивната политичка опција и протестираа против директорите од нивната политичка опција. Истите тие работници одеа на митинзите на овие политичари кои ќе бидат власт во наредниот период, кои ќе ги избере народот и кои слушаа ветување од функционери со 2.500 евра плата, а работници со 22.500 денари плата. Затоа ви велам, 100 денови влада не е долг период. На крајот на летото треба да испорачаат кон работниците. Доколку ние ги чекаме да испорачаат после 5 години кон работниците, тогаш или ние сме погрешиле професијата и наместо работници требало да бидеме функционери, или тие промашиле в позицијата наместо функционери требало да си селат од Македонија. Сега доаѓаме до прашањето, очекувате од политиката, политичарите, политичките партии дојдоа ли да ги слушнат вашите барања, да седнат, да побараат поддршка како синдикат, бидејќи знаеме дека одеа по стопанските комори, скоро сите политички партии направија разговори, договори, разгледаа што да прават во иднина заедно со стопанските комори. Дојдоа ли кај вас како синдикат да ве прашаат да разговарате едноставно која ќе биде иднината на работниците? Не дојдоа. Затоа ние дојдовме. Ние работниците знаеме како е патот.
Доколку некој не дојде да ви испочитува и да побара вашата поддршка и да ги слушне вашите барања, ви излегувате на улица и му кажувате што барате од него за да добие вашата поддршка. И ние тоа го правевме успешно изминатиот период. Политичарите веројатно се срамат да ги погледнат работниците во очи. Веројатно политичарите очекуваат работниците само да бидат гласачка машинерија за нив и за потоа тие да уживаат во наредните 5 години, меѓутоа да не заборавиме дека работниците не само што можат да штрајкуваат, не само што можат да протестираат, туку можат и да не ја извршуваат работната задача како што очекуваат функционерите кои ќе бидат поставени за директори, раководители, министри, пратеници и слично. Значи, политичарите во изминатиот период нас на работниците ни покажаа само едно нешто, дека водат грижа само за себе, дека да им беа важни работниците толку колку што ги кажуваа, ќе дојдеа прво кај работниците, а потоа ќе одеа во стопанските комори. Очигледно е дека функционерите заземаа своевидна страна во овој процес, меѓутоа да не заборавиме. 7.000 работодавачи наспроти 700.000 работници е многу голема разлика. 70.000 фирми има 70.000. 70.000 фирми наспроти 700.000 работодавачи уште поголема разлика. Добро. Значи, не дојдоа со вас да разговараат, вие преку протест на 1 мај ги испративте барањата, не знаеме што ќе одговорат. Политичките партии, бидејќи не се изслушате, но се доаѓаме до неколку други многу битни прашања. Први, на странските работници ќе ги оставиме малце понастрана, подолу во подкастот при крајот, но еден загрижувачки податок беше безбедноста при работа. Има организација која се грижи за безбедноста при работа, но и вие како синдикат не е една од основните функции, освен да обезбедите пари, плати, храна, превоз и социјални бенефиции и работниците да можат достоинствено и безбедно да го извршуваат своите работни задачи. Податокот што е загрижувачки, минатата 2023 година имало на работно место починато 15 лица, 15 работници. Тоа значи над еден вработен секој месец го губел својот живот. Ова е загрижувачка бројка, има повредени можеби 100.000, не знам колку е бројката на повредени на своите работни места. Како го гледате овој тренд на губење на работа, на животи на работно место? За жал, многу наши колеги ги загубија своите животи токму на нивните работни места. Нема ништо повредно од тоа работникот да се врати безбеден дома кај своето семејство на крајот на работниот ден, односно на крајот на работното време, но за жал 15 наши колеги само минатата година ги загубија животите на нивните работни места, особено поради тоа што безбедноста на нивните работни места не била на соодветното ниво на кое требало да биде. Да не заборавиме дека според извештајот на Државниот трудов инспекторат повеќе од 3.500 повреди се случиле на работните места на работници. Тоа е навистина огромна бројка, иако преку медиумите ние сме информирани само за најтешките случаи за повредување при работа или пак смртните случаи. Како што вели и председателот на Синдикатот за градежништво, во Македонија стана тренд тој што ќе умре сам да си биде крив, поради тоа што не може да објасни зошто се случило тоа. Најчесто работодавачите поминуваат неказнети, тоа е една од главните причини за зголемувањето, иако во споредба со претходната година има благо намалување на смртните случаи со повреди при работа, меѓутоа ние треба да се сремиме да немаме ниту еден повреден со сериозни последици работник или пак ниту еден смртен случај на работното место. Доколку ги преминуваме соодветно на правилата по однос на безбедност и здраве при работа, навистина верувате дека ваквите случаи ќе бидат навистина драстично намалени, но некако не сте гласни во барањето за безбедност на работа. Знаете, обезбедувањето на плата е примерно на синдикатите, но синдикатите се базираат на неколку постулати синдикалното дејствување, каде што висината на платата не секогаш е примерно, меѓу другите е, например, да се обезбеди безбедност на работа, еден од постулатите и можноста за напредување, хиерархиско напредување на работното место, односно да се создават услови работникот да се реализира и на повисоко
повисоки нивоа. Значи не е само платата дел од делувањето на синдикатите, но еве ги бројките за безбедноста на работата. Вие ги кажувате, но како да не сте доволно гласни, онака јас од страна што следам, дневно значи има по 9,5 работници се повредуваат. Месечно 291 повреда на работно место. Годишно рековме 3.500 луѓе на 3.500 работници се повредуваат. 15 го загубиле животот. Зошто тоа не се алармира и не се врши притисок каде што државата има механизми, би требало да има државата механизми да ја подобри оваа состојба, односно да спречи толку многу повреди на работно место? За жал, раците на синдикалците или раците на синдикатите се врзани во овој процес, за разлика од тоа кога преговараме за плати, кога бараме плата и кога добиваат сите зголемување на плата. Ќе ви објаснам и зошто. Ние како представници на работниците, секаде кај што сме синдикално организирани, имаме и представници за безбедност и здраве при работа кои имаат право во време на работниот процес да бидат ослободени од работа, да го обиколат предпријатието, да ги утврдат штетните и опасните состојби за работниците, да алармираат до работодавачот, дури да го прекинат работниот процес. Не зборуваме прекин на работниот процес по однос на штрек, туку прекин на работниот процес заради безбедност и здравето при работа. За среќа, секаде каде што сме синдикално организирани, ваквите ситуации, ваквите случаи се навистина на многу ниско ниво и ние тоа им го кажуваме стално на работниците. Да се придружувате до синдикатите не значи само да издвојувате 1% од вашата плата за чланарина за синдикатите да можат да функционираат, да преговараат, да склучуваат колективни договори, меѓутоа значи и да добиете соодветна заштита на вашите работни места. Синдикалните представници кои се во делот на безбедност и здраве при работа, тоа се оние представници кои не се дел од страна на работодавачот, кои не ги ангажирал работодавачот, кои не ги најмил како надворешни оператори или пак од редовите на неговите вработени кои ги завршиле соодветните обуки, туку тоа се баш работници кои знаат со какви опасности се соочуваат секојдневно нивните колешки и колеги. Една од причините за синдикалното здружување и организирање треба на работниците да им биде токму и тоа. Ние имаме моќ во делот на безбедноста и здравето при работа само оному каде што сме синдикално организирани. Немаме право да влеземе во градилиште каде што немаме синдикално организирани членови, да го запреме процесот на работа заради тоа што работниците не се легитимирале таму како членови на синдикатот. И да не заборавиме, во минатото имаше многу смртни случаи, односно повреди со смртни последици или несреќни случаи на работните места каде што дури работодавачите испаѓаа и како неказнети и како во право. Еден од случаите, мислам дека беше тука во Скопје, дека во ровот каде што ги потрупа земјата двајцата работници, дека тие биле дури случајни минувачи, веројатно работодавачот сметал дека шетаат по рововите и слично. Ќе кажам уште еден дури и смешен пример кога инспекторите од Државниот инспекторат за труд начекаа работници како во Охрид градат еден хотел, па тие дури и се извинуваа на инспекторите дека тие дошле со желба да му го изградат хотелот на работодавачот, дека тој не ги ангажирал, дека тие тука се нашле во времето на инспекцијскиот надзор и слично. Работниците за да го обезбедат парчето леп или корката леп, макотрпно работат на нивните работни места, дури се изложуваат на вакви состојби, но безбедност и здравето при работа треба да биде на сите една од причините за да се придружат кон синдикатите, зашто тогаш можеме да интервенираме на нивните работни места. Во конкретните случаи каде што не сме синдикално организирани, за жал, синдикалните представници немаат право ниту да влезат таму. И се однадиме до прашањето, какво е состојбата со можноста да се формираат синдикати? Например, еве во медиумите го формиравме синдикатот пред 10 години во едни тешки времиња. Тој е самостоен синдикат, значи независен е на медиумските работници. Многу тежок пат беше формирањето на тој синдикат, но успеавме некако да го формираме. Меѓу тие што го формираа БЕФ и јас, значи 5-6 души што го формираа иницијалниот одбор БЕФ и јас, знам кој пат го поминавме сериозен, еве има активности, но што останува сега со, например, градежниот сектор? Што останува со оние сектори што се текстилниот сектор, каде што имаме трудоинтензивна, каде што имаме многу опасна работа, каде што се изложени секојдневно на опасности во своето работење, а не се делови од синдикатот. Дали се подобрува состојбата во овие сектори или и понатаму остануваат синдикално неорганизирани? За жал,
принципот на работа човек-фирма во Македонија, кој беше тренд во изминатите години, спречува работниците да се синдикализираат и да се приклучат кон синдикатите. Најголемите градежни компании се дел од Сојузот на синдикатите на Македонија. Неградежните компании како правни лица, се разбира вработените кои работат во тие градежни компании кои изградија државата. Меѓутоа, ние како синдикати сме соочени со еден сериозен предизвик, а тоа е да работниците во градежништвото бидат ангажирани можеби на дневна или на месечна основа, да се злоупотребуваат договорите за вработување на определено време или пак да ги ангажираат со договори на дело за да не плаќаат соодветни придоноси од социјално осигурување на државата. И таму е навистина, верувајте, тешко да влезе синдикатот и да ги организира синдикално работниците и покрај нивната желба. Работниците таму се плашат за нивната екзистенција и за нивните работни места. Сметаат дека доколку се зачленат во синдикатот, дека потоа наредниот месец нема да им го продолжи договорот работодавачот. Меѓутоа, еден непопуларен тренд кој се случи еве минатата година според податоците со кои располагаме ние, 12.000 градежни работници заминале од Македонија токму поради таквите причини веројатно. Поради тоа што не ги вреднуваат доволно, поради тоа што им забрануваат да се зачленуваат во синдикат, поради тоа што платите се премногу ниско, а во тие трудоинтензивни дејности да не забораваме, тие работат и на 40 степени и на минус 10 степени и така натака. И од друга страна, работниците во тие компании ги ангажираат на сезонска основа. Зимскиот период ги отпуштаат без никакви образложенија, ги праќаат дома кога нема услови за работа, потоа во летниот период ангажираат далеку зголемен број на работници, но да не заборавиме, ние како ССМ со делот на недела неработен ден ги заштитивме овие работници. Овие работници требаше да се охрабрат да бидат дел од ССМ. 70.000 членови, како што спомнавте и вие, кои се дел од Сојузот на синдикатите на Македонија, покажаа дека синдикалното организирање не значи откажување на договорите за вработување, не значи престанок на работен однос или народски кажано бркање од работа. 70.000 членови уживаат далеку пополни права од оние луѓе кои не се во синдикатите, за жал. Го завршуваме делот со безбедноста на работа, но доаѓаме до онаа прашање што мене ме интересира многу, како вие како синдикат реагирате на најавите за носење на работници од странство. Имаше најава дека Бехтел Јенка ќе донесе сериозна бројка на работници од странство. Гледаме дека непалци доаѓаат во Македонија, па бегаат од државава. Како гледате на овој тренд што се најавува? Дали е неопходен или едноставно за да се изврши притисок врз тукашните работници за да не бараат премногу? Притисокот врз работниците не можете да го извршите на таков начин, поради тоа што само може да ги натерате и тие од тука да заминат. Како што ќе го направат тоа и оние кои ќе дојдат тука. Ветувањата најмногу зачудуваа што доаѓаа од устата на функционерите, а не и од страна на бизнисот и работодавачите кои евентуално да имаат потреба од таквите работници. Да не забораваме дека тие работници кога ќе дојдат тука ќе бидат неквалификувани, нема да го познаваат јазикот, нема да ги познаваат машините, опремата, нема да ја познаваат работната средина, нема да ја познаваат работата и слично. Но на ваква сериозна работа морам да одговорам прилично несериозно. Македонија, за жал, пробува да стане една голема туристичка агенција. Мигрантите кои во минатото беа секојдневна слика преку пругите, по патиштата да транзитираат преку Македонија за да заминат во западноевропските држави, нашите газди, нашите функционери денеска се подготвени дури да им плаќаат авионски билети, да им плаќаат бродски билети, да им плаќаат автобуски билети за да ги донесат до Македонија. Од друга страна, ние денеска дискутираме за тоа дали ќе биде премногу некој работник да добие 2000, 3000, 4000 денари право за трошоци за превоз. Да не заборавиме, тие луѓе немаат тука сопствени живеалишта. Треба да им обезбедите и сопствен дом. Во наредниот период можеби ќе треба да донесете и нивната фамилија тука да издржувате на крајот на криштата и треба да им обезбедите оброк во текот на денот. Барањата на работниците во Македонија се токму тоа, трошоци за храна и за превоз, а газдите во Македонија кажуваат дека тоа ќе го прават за работниците од Непал. Во изминатите месеци имавме многу непопуларни слики каде што газдите излегуваа на телевизија да кукаат и да си ги бараат работниците кои ги донеле од Непал. Имавме таков случај во Прилеп, во Свети Николе, ако не се лажам, дека тие ги донеле и дека овие преку ноќ им избегале. Па нормално е тоа вие кога ќе донесете повеќе од 1500-2000 километри во Македонија, да одморат еден ден, да ја регенерираат нивната сила, да ви ги земат парите и потоа да заминат на некое место каде што платите се далеку повисоки.
Колегата Маријан Ристевски од КСОМ милува да каже на шега дека веројатно се вратиле дома да им кажат на нивните семејства колку е добро во Македонија за да дојдат сите тука и да продолжат да работат во Македонија за 300, 400 и 500 евра плата и колку се добри условите за работа, условите за живот и слично. Веројатно тие луѓе и таму работеле за толку пари, меѓутоа ја користат лекомисленоста на нашите газди во Македонија и ги злоупотребуваат нивните интереси, поради тоа што газдите мислат во Македонија дека сега ќе донесат странски работници кои ќе ги заменат македонските работници. Да не заборавиме дека синдикатите во регионот укажуваа на големи пропусти во нивните држави. Во Србија имавте случаи каде што работници од Непал и од Пакистан беа затварани во кафези, беа чувани во субстандардни услови, нехигиенски услови, со една чешма на преку 100 работници, затворени како во логори и слично. Да не заборавиме дека во Албанија минатата година дури Европската комисија мораше да реагира поради тоа што имаше голем наплив на мигранти и работници, односно на работници кои беа увезена работна сила од страна на државата и на работодавачите таму, за потоа овие да му дувнат преку морето и правец Италија и правец во Европска унија. Значи, Македонија е премногу мала држава за да ние се закануваме како работодавачи и се закануваме како функционери дека македонскиот работник ќе го замениме со некаков увозен или најмен работник. Тоа можеме да го правиме само доколку сакаме да станеме држава со модерно робство, како што тоа го правеле американците со они од афричкиот континент, кога ги увезувале во американскиот континент за да берат памук за само да имаат преноќувалиште и коркалеп. Навистина е несериозно во Македонија да зборувате за увоз на работна сила кога се уште имате невработени граѓани кои можат да се ангажираат доколку соодветно ги платите. Да, нормално е дека вие повеќе не можете да најдете млад човек кој ќе работи за 22.000 денари и 500 и веројатно работниците во Македонија се освестени со кампањите кои ги правевме ние синдикатите, меѓутоа и вие медиумите многу придонесовте во таа насока да се подигне свеста кај сите во Македонија за потребата од достоинствен живот и од достоинствени плати. Меѓутоа, функционер да кажува дека ќе се увезува работна сила во Македонија и дека тоа било неопходно за да се замени работната сила која е во Македонија е несериозно. Добро, ама тоа е побарање на бизнис заедницата, на работодавачите. Функционерите само излегуваат во пресрети, а голем проблем е работната сила. Имаме ние околу 45% што воопшто не учествува на пазарот, од населението што не учествува на пазарот на труд. Ние имаме сериозни системски проблеми. Тие 45% се иселени од Македонија. Не се во моментов во Македонија и заради тоа толков процент не учествува во пазарот на трудот. Ние во моментов имаме 1.800.000 жители според последниот попис горе-доле, од кои се фалат дека отприлика невработеноста е некаде околу 13% во Македонија. Меѓутоа да не забораваме дека голем дел од тие 13% повторно не се во Македонија. Зошто? Заради ниските плати, недостоинствените услови за живот, немањето на безбедни и здрави услови за работа и така натака. Да, квалификувани работници секогаш недостасуваат. Меѓутоа, како што и почнавме вашата емисија, квалификуваните работници, работодавачите во приватниот сектор се тркаат да ги платат и да ги надплатат за да ги задржат во Македонија, за да не им заминат во конкуренцијата и да не им заминат онаму каде што ќе креираат далеку повеќе, овие ќе им пропаднат бизнисите и заради тоа пазарот на трудот да, во приватниот сектор ја креира платата, меѓутоа на начин на кој во моментот им одговара на работниците со растот на платите во приватниот сектор. Но од друга страна пак ќе кажем, вие да сметате како работодавач, како газда, како бизнис сектор, како стопанска комора, сојуз на стопански комори и слично, дека ќе донесете работници во Македонија кои ќе им ги земат местата на работниците во Македонија кои веќе работат тука, кои ќе ви работат за 22.000 денари и 500 и ќе ви останат тука и со тие пари ќе изнајмуваат стан, ќе плаќаат храна за себе и слично, тоа е навистина, морам да кажам дека не сериозно. Како да не ги заземат местата? Трендот е тој. Како да се спречи да земат места на работници од Македонија, тие што доаѓаат? Едноставно ги нема тие работници. Мислам, малце е контрадикторно сега ова што се збори, дека доаѓаат да ги земат работните места. Ако имале македонци што би, мислам македонски државјани што би работеле на таа позиција, би ги вработило сопствениците на фирмите, газдите би ги вработиле луѓето. Едноставно ги нема. Јас зборувам дека работодавачите се надеваат дека овие странски работници, увозна работна сила ќе ги замени
заинтересовани домашните работници или македонските работници или работниците во Македонија. Не зборувам дека работниците сами себе ќе се заменат. Ова не е фудбалски надпревар каде што имате право на 3 измени, па потоа ќе го замените послабиот со Не, сака да Но- заменат, но дали сака да ги заменат или едноставно нема Но- и не носат на празен простор. Тој простор не е освоен од македонските работници, туку едноставно ги нема македонските работници тука. Точно е, во одредени дејности ние немаме работници кои ќе ги извршуваат работните задачи, особено еве делот угостителство и туризам, иако обидите за увоз на работна сила не се само за таму, туку се за низ за други дејности, текстил, кожи, чевли, по фармите и така натака и така натака. За жал, нашите работодавачи сметаат дека со отворен Балкан, работниците од Албанија ќе дојдат во Македонија, заради тоа што во Македонија ќе имаме повисоки плати, меѓутоа се покажа контрапродуктивно заради тоа што платите во Албанија излегува дека се повисоки денеска. Денеска нашите македонски работници може да заменат во Албанија за повисока плата да работат. Или пак во некоја друга држава како Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и така натака, и заради тоа се приморани токму да прават увоз на работна сила од далечина од повеќе од 2-2,5-3 километри. Далеку зборуваме од Македонија. Во одредени дејности на недостатокот на работната сила работодавачите се снаоѓаат на ваков или на онаков начин да го надоместат и ние го гледаме тоа. Меѓутоа истите тие работници од тие дејности, конкретно угостителството и туризмот, ако го зборуваме, истите тие работници денеска ни работат на плажите во Црна Гора и во Хрватска. Значи ја работат истата дејност, ја работат истата работа, но далеку повисока плата. Доколку вие очекувате дека на Охридската ривиера ќе продавате аранжмани од 100-150 евро од ноќ, а работникот ќе го плаќате 22.500 денара да ги служи гостите кои ќе дојдат таму на таков аранжман, се залажувате. Тој ќе замине во Словенија, имавме огласи изминативе месеци за 1300, 1500 или 1800 евра и со платено спиење и со платена храна. Значи работодавачите во Македонија, ако се спремни да плаќаат странски работници, треба да бидат спремни да ги платат и домашните работници. Доаѓаме пред крајот на подкастов. Прашањето што сакам на крај да ви го поставам е синдикалната кошничка. Предизвикува многу контроверзи во јавноста, не се согласуваат политичарите околу нејзината висина. Рековте надмина веќе 60.000 денари, веќе и 1000 евра се потребни на просечно 4-членно семејство за да го истера месецот. Тоа е солидна сума, но имаат забелешки на методологијата дека недобро ја одразува реалноста, дека е превисоко. Вие ја изготвувате, не ја изготвува Државниот завод за статистика, во ваша надлежност е. Како ќе одговорите на ваквите обвинувања дека таа не е реална во суштина? Во 2011 година, кога потекнала идејата за пресметка на синдикална минимална кошничка, која патем како таква пресметуваат сите колешки и колеги во регионот за да покажат на државата што е неопходно за едно 4-члено семејно домаќинство. Таа беше причината за Државниот завод за статистика, заради тоа што во тој период му беа нереални пресметките за потребите на едно семејство, да се откаже од пресметката на овие трошоци за живот за граѓаните во Македонија. Таа беше дури и основа за донесувањето на законот за минимална плата. Еден од главните аргументи на работниците во 2011 година беше токму тоа. Синдикалната минимална кошничка која пресметува ССМ. Функционерите многу погрешно го сватија концептот на синдикалната минимална кошничка. Тие сватија дека ние пресметуваме колку му е доволно на едно 4-члено семејно домаќинство за да живее. Не. Ние синдикалната минимална кошничка и тогаш и денес ја пресметуваме не за да им покажеме на работниците со колку може да преживеат, туку да им покажеме на овие функционериве кои кажуваат дека нереална е пресметката, дека не се живее ни со 60.000 денари во Македонија. Критиките кои дојдоа до нас, особено минатата година кога го започнавме генералниот штрајк во јавниот сектор и барањата за минималната плата и барањата за усогласување на сите плати со порастот на минималната плата, дојдоа преку напад од страна на функционери министри со 2.500 евра плата, морам да признам, на кои им е многу убаво да имаат во нивните семејни домаќинства 2.5 синдикални минимални кошнички, за разлика од овие работниците кои не може да си дозволат ниту една. И критиките беа дека не е реална пресметката, дека елементите внесени во неа се повеќе од доволни, дури имавме една неславна изјава на еден министер кој кажуваше дека далеку помалку пари од синдикалната минимална кошничка му се потребни на едно семејство за да преживее, а потоа имаме изјава од друг министер кој вели дека доколку неа прими платата од 2.500 евра или му доцни ќе треба да се заборчува да зима кредити и слично. Тоа се контрадикторности од големи размери. За да им покажеме на сите дека пресметката е точна,
И дека реалните потреби се токму тие, ние ги ангажиравме почитуваните професори Поповски и Тевдовски, поранешни министри за финансии, иако им се извинувам во оваа прилика, они не сакаат многу да го спомнуваме дека биле поранешни министри за финансии, да ја направиме новата методологија заедно со експертите од ССМ кои работат на синдикалната потрошувачка кошничка повеќе од 13 години, 14 години веќе. И елементите кои увидовме дека дури и недостасуваат за едно 4-члено семејно домаќинство да се почувствува достоинствено, да замине на одмор, пресметавме дека одмор во дојран до 7 денови е нешто што најголем дел од македонските граѓани можат да си го дозволат, а да не трпат по... Не пресметавме дека можат да заштедат ниту денар на страна финански средства. Ја променивме методологијата во начинот на пресметка на потребата од трошоци за храна и за пијалоци. Денеска ги бркаме цените по маркетите, ги гледаме најниските цени. Ако имате леп за 30 денари, го земаме лепот што чини 30 денари. Не земаме леп од 50 или од 70 денари. И сите останати потребни продукти зголемивме во делот на потребата од превентивни здравствени прегледи кои паѓаат на товар на фондот, меѓутоа чинат одредена партиципација за граѓаните, а претходно имавме само аспирин, аналгин и нешто за температура на крајот на криштата. Пресметавме дека доколку имате членови на семејството кои ви одат на училиште, дека ви имате далеку поголеми обврски кон нив, дека треба да купувате училишни прибори, дека треба да им давате пари за ужинка на дечињата и дека треба да ги облекувате на крајот на криштата за тие училишта. И синдикалната потрошувачка кошничка денеска за жал изнесува 60.292 денари, ако не се лажам, за месец април. Пресметката ја променивме, наместо да ја пресметуваме на почетокот на месецот за претходниот месец, ја пресметуваме за тековниот месец за овие функционерите кои кажуваат дека погрешна е методологијата, дека немаат граѓаните во Македонија финански средства. И за крај, синдикалната потрошувачка кошничка ние ќе продолжиме да ја пресметуваме. Меѓутоа, пресметката на истата треба да биде доволен сигнал за сите креатори на политиките кои ќе ја водат државата во наредниот период, дека тоа што го прават за работниците не е доволно. Денеска и со 450 евра минимална плата, доколку двајца работници работат за минимална плата и доколку тоа се оствари во првите 100 денови, повторно ќе им недостасуваат 100 и нешто евра за да можат да достоинствено најнеопходните услови зборуваме за живот да ги овозможат за нивните семејни домаќинства. Да не забораваме и јас и вие, меѓутоа и министрите и работниците сите влегуваме во супермаркетите и знаеме што сме можеле да купиме за 1000 денари пред 2-3 години, што можеме да купиме за 1000 денари денес. Така. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Ви благодарам на можност. Тоа беше се гледаме во наредната епизода.